Автомобилски гуми, отпад во форма на пластика, стакло, лименки, најразличен вид на градежен шут извадени од дното на Охридското езеро. Околу 100 нуркачи од земјата, но и клубови од регионот се вклучени во акцијата за чистење на потегот од вливот на реката Черава кај Љубаништа па се до калишта во Струга, вклучувајќи ги заливот на Кулските кампот, градиште и градското пристаниште. На сите акции кои следат, полека ги елиминираме тие точки, меѓутоа многу е тешко да се отстрани целиот тој отпад. Потребно е тој проблем да се алудира, односно мора да се реши на повеќе начини. Вклучително и еколошки акции, вклучително и едукација, нормално и правилно управување со отпад. Екологија е јако битна и само Знаеме дека екологијата е многу важна, па самите проекти за екологија, ако на копно бараат многу и се многу популарни, кога се под вода се многу посложени. Морам да сум ја залюбљеник во Охридско. Јас сум љубител на Охридското езеро, тоа е прекрасно и нема толку отпад колку што би се очекувало со оглед и на бројот на туристи кои го посетуваат градот. Но со редовно чистење ќе придонесеме да биде уште помал. Целта на оваа акција е да се извади цврстиот и штетен отпад од езерото и да се влијае на јавната еколошка свест на охриѓани и туристите кои доаѓаат. Само преку строги мерки и казни народот ќе може да ги почитува тие правила, меѓутоа зошто да се оди ето со мерки и со казни кога навистина треба секој човек да има да проработи кај него свеста и едноставно тоа е богатство кое што треба да го чуваме. Со секој острането парче отпад секојдневно се движиме сигурно кон целта, а тоа е почисто и позелено утро за сите нас. Инаку меѓународната акција под наслов Охрид текот 2025 се организира 4-та година поред. Нина Ритоновска, Сител телевизија.